говориме за годишниот извештај на Државниот завод за ревизија, многу пофални зборови имаше во текот на дискусијата, како едно добро дело што е направено. Ја би го почнал малку со црн хумор моето обраќање. Лесно е да бидеш добар ревизор во ваква катастрофална држава, со вакви катастрофални состојби, кои што за жал веќе се повторуваат од година во година. Навистина честитки за трудот на Заводот за ревизија што го направил, но констатираните состојби треба да не загрижат сите. Не знам од каде да почнеме. Од некаде 333 субјекти кои што биле офатени во ревизиите, ние имаме состојба за јавноста, веќе ако не знаеше, мислам дека не го спомна никој преходно, има 4 категории на извештај од Државниот завод за ревизија. Првата им е категорија со позитивно, односно без резерва. Па имате категорија извештај со дадено мислење со резерва страна на Заводот. Имате неповолно мислење или негативно, и убедливо најлошата категорија, тоа е кога по извршената ревизија, Државниот завод за ревизија се воздржува од мислење. Тие се 4 категории. Зошто ги наведувам тие истите? Бидејќи во сегментот на извршените ревизии на регуларност, малтене половина од нив се или со негативно, или со воздржано мислење. Толку ни очајна состојбата во државата. Тоа како првичен показател, да можеме понатаму малку подлабоко да влеземе во податоците што ги имаме пред нас. Или конкретно, од 205 вкупно, 110 во првото и од 196, 106 се со ваква најлоша можна категоризација. Најлоша можна оцена што добиле нашите институции. Не заборавајте дека во овие 333 субјекти што би биле офатени, од вкупно 3000, односно 4000 функционери што ги има државата, значи малтене третина од раководните кадри се во лошата зона. Како лоши менаџери, како лоши управувачи и како лоши трошачи на нашите средства. За идеме понатаму. Таму се констатирани 139 милиони извршени набавки во кои што не е спроведена јавна набавка. Постапка за јавна набавка. Имате 602 милиона корективни книжења во билансот на состојба. Она кога ние дискутираме овде и кога велиме дека не е така, кога се укажува дека имате фиктивни податоци, кога се укажува дека имате неверодостојни податоци, го констатира и Државниот завод за ревизија. Имате 246 милиони денари констатирани од спроведените ревизии како откажани или изгубени грантови. Да не заборавиме, Државниот завод за ревизија прави само на еден сегмент, по една методологија на годишно ниво ревизија. Ако гледате од аспект на спроведени анкети, например, за јавно мислење, ако на еден примерок можеме да темелиме показатели како ни се движи државата, мислам дека оваа слика со годишниот извештај е многу пореална и многу поточна и многу позагрижувачка што треба да внимаваме сите. Затоа и кажувам, колку пари ни бегаат ради неспособноста или криминогениот аспект на оваа влада. Понатаму, каматите ги укажавме неколку пати за нивната неспособност на повлечени кредити, каде што не се реализираат. 32 милиона и 700 илјади, преходно беа 26 преходната година и така натаму. Неплатени, помалку платени јавни давачки на доместоци во буџетот на државата. 1,5 милиарда. Ова збориме за институциите кон институциите. Институциите од оваа крпеница од влада, како се однесуваат нивните раководители, вака се однесуваат. Кога не се грижи за сметка за владата, односно за државата. А извршени се ревизии од реши сите области. И затоа е сликата толку релевантна за мене, барам. Од државниот буџет, преку државни средства, правда, инфраструктура, култура, животна средина, енергетика, ЕУ фондови, попис, регионален развој и така натаму. Што ќе видите доколку навлезете малку подлабоко? Ќе видите дека ситуацијата станува од година на година многу полоша. После секоја извршена ревизија се дава препорака по која што треба да постапи
предметната институција. И одговорна власт и одговорна држава би требало крајно сериозно да ги свати тие препораки. Во 2022 има 775 дадени. Проблемот е што од година во година растат. Наместо да се подобруваат ситуациите, институциите да стануваат поодговорни, потранспарентни, да имаат постепени, контролирани процеси. Овде станува се полошо. 2020 604, 2021 654, сега 775. Можеме да замислиме дека најмалку четвороцифрена ќе биде бројката во следниот извештај. За жал. Понатаму, она што загрижува исто така, имате од овие 775 препораки за 2022, 23 е полоша, пак нагласувам. 390 препораки за кои изминет рокот од 90 дена за доставување на повратна информација. Тоа значи, им било укажано, треба да се постапи, едноставно игнорираат. Или едноставно не знаат што сака да направат. Но поверојатно дека ова првото. И како тоа се манифестира? Во апсолутно ненаменско трошење на нашите средства. Се разбира дека тоа произлегува од неказливост, на принципот на неказливост што го промовира оваа власт, од тоа се произлегува неодговорноста, а од тоа се произлегува злоупотреба на јавните финансии. Еден податок во овој извештај што потврдува неколку други испитувања во јавноста што ги имавме, ќе ги споменам и нив. Во кој што вели дека третина, 33% од предметот на ревизија, 33% од јавните набавки кои што биле ревидирани, се утврдени неправилности или злоупотреба на нашите средства. Пресметете тоа колку чини ако имате предвид дека околу 1,2 се вкупните вредноста на вкупните јавни набавки во Македонија на ниво на 2022. И повторно стигаме до тоа дека доколку се работи домаќински, има пари. Има пари оваа држава. Нема потреба ни од дополнителни задолжувања, нема потреба ни од непотребни кратења, има пари за развој, но некој треба да биде одговорен. Кога ги спомнав оние 1,2 и за споредбените истражувања, дали знаете дека од тие 1,2 420, односно 430 милиони евра се со само една понуда? Со две понуди или она како што го велат стопанствениците се уште дополнителни 202. 3/4 од набавките што ги спроведуваат вашите менаџери на институции се наместени, дами и господа. Знам дека не сакате да го слушате тоа. И исто тоа се потврдува со уште едно испитување што беше направено на јавното мислење, односно на бизнис секторот, кај што вели секоја трета набавка е наместена, а секоја втора е договорена. Што значи со самата промена на оваа криминална власт, државата ќе има од 400 до 600 милиони евра на располагање дополнителни за развој и за решавање на проблемите кои што беа натоложени во изминатиот период. Се надеваме дека со промената на власта нема да имаме луѓе кои што се констатира слабости во реализација на склучените договори по јавни набавки, слабости во самото планирање на јавните набавки, неправилности при подготовка на тендерска документација, да некои што не знаат дека видат дискусиите на онкологија, па да видат какви катастрофални состојби не чека следната година со извештаите. Кај што не се знае ни како се прави тендерската, кои критериуми се прават, кој ги дава критериумите, кој ги нарачува, ама знаеме кој ги спроведува. Сите се собрани на купче во владата. Или слабости во донесување на одлуките на јавните набавки. Со ваков памет и со ваква власт не можеме никаде да отидеме. Добро е што изборите се ближат, добро е што ќе има промена на власта и добро е што ќе има одговорност за сите нивни злодела и констатирани неправилности. Ви благодарам. Има збор за